на 2 мај, бидејќи први беше неработен ден, државен празник, е започнат упис за учениците за прво оделение, за упис во учебната 2025-2026 година во сите 16 општински основни училишта за ученици родени 2019 година задолжително и за ученици согласно со родител кој може да ја даде за јануари 2020 година. По она што го имаме добиено како податок, официјален список од Министерство за внатрешни работи од Скопје и е уредно доставен за обврзниците на училиштата, вкупно 1534 ученици се на список за упис во прво оделение. Значи, покрај тоа, секој родител е должен да си го запише своето дете во прво оделение согласно Законот за основно образование и покрај тоа знаеме дека Законот за основно образование го обврзува родителот дека ученикот треба да биде запишан во реонот во кој живее или има живеалиште. Дополнително на тоа родителот е должен при упис на ученикот да го доведе и својот ученик на тестирање и да достават потврди за имунизација, за примени вакцини, офталмолошки преглед и стоматолошки преглед од надлежна здравствена институција. Во однос на реализацијата секогаш има проблем во Куманово, таа се прескокнува, што сакајки, што не сакајки. Каква е сега состојбата, дали малку се подзаострени политиките и праксите предвидени со Министерството? Тоа го регулира, тоа го регулира законот. Согласно измените на законот кои се веќе за основно образование, кои се веќе стапени на сила, замина во историја оние потврди кои ги издава училиштата дека дозволуваат да се запишуваат учениците во другите реони, сега е стриктно училиштето треба да се ги опфати само учениците од реонот во кој живеат. Дополнително, може да биде запишан само ученик во друг реон или во друго училиште, доколку во тој реон нема настава на мајчин јазик кој се изведува, или доколку ученикот има потврда од надлежна установа поради здравствените причини, социјалниот и здравствениот статус на учениците и потврда од Центар за ментално здравје со цел интересот на учениците да биде префрлен во друго училиште во кое има пред се слободни места, а се со цел за интерес на ученикот. Само во тој случај може да биде запишан во друг реон. Се она друго мора да биде запишан во реонот во кој живее или има престојувалиште. Во однос на статистиката, повеќе помалку имаме ученици 2019, има по некоја година? Значи сега ова е првичен список, колку се иселени, ќе знаеме кога ќе направиме прв пресек, значи во месец мај е уписот, иако после мај не е затворен уписот, меѓутоа прв пресек ќе направиме во месец јуни, кога ќе знаеме првична бројка на запишани ученици во 16 општински основни училишта. Колку сите општински училишта во Куманово, колку деца може да прифатат во прво оделение? Која е бројката? Од прилики. Значи бројката ќе биде, значи секој училиште, значи околу 2.500 ученици може да бидат запишани, меѓутоа тоа е оној максимален капацитет кој сме сите свесни дека тој капацитет се исполнува во централните градски училишта, меѓутоа во руралните имаме повеќе деценијски проблем за запишување на учениците во прво оделение. А каква ќе биде бројката ќе го констатираме по 1 јуни. Така.